Од 1 јануари граѓаните на Украина и на Молдавија можат да разговараат додека се на територија на земјите членки на Европската Унија по цени како да се дома или за нив почна да важи, како се вели, роаминг како дом. Зошто тоа не се случи и со Македонија? За нас беше топ приоритет, но во ниту еден момент не бевме поставени во групата на Украина и Молдавија, кој што први го започна процес, практично кој што беше иницииран и од војната во Украина и од напливот на бегалци од Украина кон Полска и кон останатите држави. Ако го гледаме принципот на сениоритет, да речеме, во однос на тоа кој кога станал земја кандидат, двете земји, Украина и Молдавија, станаа кандидати во 2022. Точно. Македонија е кандидат во 2005. Нели беше логично по тој принцип Македонија да биде дури и пред овие две земји? Би се согласил со вас ако денеска бевме и држава членка, затоа што ние преговорите ги започнавме со Хрватска.